Коле Чашуле и Живко Чинго биле жртви на кодошот драматург. Владимир Милчин ги кодошел дека му даваат улоги на актерот Ристо Шишков, кој во тоа време лежал затвор поради политичка неподобност. Милчин ја предупредувал тогашната милиција дека има нешто сомнително помеѓу Шишков, Чинго и Чашуле и дека државата треба да се позанимава со тоа каков профил на луѓе раководат со Македонскиот народен театар. Во тоа време Живко Чинго бил директор на МНТ, а Чашуле управник на театарот, додека Ристо Шишков се соочувал со затворска казна, бидејќи јавно изнел навреди против Тито и против идејата за братство и единство во тогашната СФРЈ. Како награда за соработката, Милчин добива место на Драмскиот факултет, каде подоцна станува и декан. Тој вчера на пресконференција се бранеше дека не бил кодош, туку жртва на комунистичкиот систем. Рече дека целото свое досие ќе го објави на интернет, но досега не го стори тоа. На јавноста не и објасни како од жртва на комунистичкиот режим станал член, а потоа и висок функционер на СДСМ, партија која произлезе како продолжение на Комунистичката партија на Македонија. Јас како што сваќам, ние овде не разговараме за идеологии прво. Ние овде разговараме за нешто друго. Разговараме за тоа дали некој бил жртва или бил соработник. Председателот на Комисијата за лустрација вчера не сакаше да ги коментира изјавите на Милчин. Едно досие гледавме ние во Државниот архив на Република Македонија. Во тоа досие едно лице беше следено, меѓутоа во еден дел во следењето има прифатена соработка и затоа не можевме да ја верифицираме изјавата. Дали Милчин кинел страници од досието со кое вчера мафташе пред камерите ќе покаже епилогот на постапката за лустрација. Доколку се потврди решението на лустраторите, тој ќе мора да си замине од Драмскиот факултет, а ќе одговара и кривично за давање лажна изјава пред комисијата.